Господин Митревски, ви благодарам за можноста за ова интервју. Интервјуто го договараме веќе 2 недели, но еве денес точно е денот кога практично ќе се решаваат во парламентот прашања поврзани со возачките дозволи и со личните документи. Многу актуелно прашање, бидејќи вечерва на полноќ, практично од вечерва на полноќ нашите граѓани нема да може да ги потребуваат овие лични документи доколку во нив не содржи Република Северна Македонија. Да потсетам, тоа важи и за патните исправи. Во моментов, додека пред да дојдеме на ова интервју, вие имавте координација со пратеничките групи, но и со председателот на техничката влада, господин Талат Џафери. Може ли да ни кажете што конкретно е договорено и што може да очекуваме во текот на денот? Значи, точно е дека имав координација. Прво сабајлината имавме редовната понеделничка координација со сите координатори на пратенички групи. Уште во текот на вчерашниот ден имав информации дека има предлози од пратенички групи кои што ќе ги предложат до собранието за да се реши ова прашање. Сабајлена координација побарав тоа да биде еден координативен пристап на сите координатори, нормално со моје посредништво, нормално во комуникација со министерот за внатрешни и со премиерот на техничка влада, со директорот на Агенцијата за супервизија на осигурување, за да ова прашање го решиме исто така и министерот за надворешни работи и се она што значи решавање на овој проблем, вклучувајќи ги сите засегнати страни. Точно е дека имавме после координацијата и состанок со премиерот Џафери, со министерот за внатрешни и со координаторите на пратенички групи. Можам да кажам дека сме близко до решение и секако во текот на денот ќе продолжат координациите и можам и да кажам дека во текот на денот ќе закажам итна седница граѓаните да бидат спокојни, овој проблем ќе настојам да се реши во текот на денешниот ден. Кои закони ќе поменуваат? Според тоа што зборувавме досега, на досегашните состаноци, станува збор за измени во Законот за безбедност во сообраќај и секако, ако треба да се направат и соодветни измени во други закони за тоа што се ова како проблем со возачките дозволи, односно нивната важност. Ви благодарам за овој одговор. Граѓаните очекуваат одговори, бидејќи има многу негодувања во јавноста по однос на овие прашања. Секако ги следам сите реакции во последниве неколку дена. Еве, можам директно да кажам, граѓаните да бидат спокојни, во текот на денешниот ден ќе имаме заклучок и ќе биде решено ова прашање. Откако станавте председател на собранието, се појавија, да речем, неколку итни работи кои што мора да се решаваат од ова со патните исправи. Претходно се уште трае седницата за именување нови министри. Претходно беше почетокот на таа седница, на 143-та седница за разрешување на министрите, па раскол во Алијансата на албанците. Колку сите овие случувања влијаат на работата на парламентот и на оно што беше планирано во однос на носење на одредени итни во смисла закони кои што им се потребни на граѓаните, кои што треба да бидат донесени во соодветна процедура? Значи, од првиот ден настапување на функцијата председател на собранието, кажав дека се што ќе дојде кај мене како материјал како председател и се што е моја надлежност како председател, ќе биде веднаш доставено до пратениците и веднаш ќе биде ставено на седница за разгледување на тие предлози кои што доаѓаат. Секако доаѓаат предлози и од владата, и доаѓаат предлози и од пратениците. Се што е досега дојдено како нов материјал е ставено на седница и се што ќе дојде во следниот период исто така ќе биде ставено на седница за да се даде шанса тие закони да се разгледаат и ако е можно и да се донесат. Секако тоа е во однос на комуникацијата и со сите пратенички групи за тие закони да се движат низ процедурата деловничка која што ја пропишува собранието, односно што ја пропишува деловникот. За сега имаме и неколку, можам да кажам 70 на 80 на закони кои што воопшто не влегле на процедури низ работните тела, меѓутоа тие се закони од претходниот период. Побарав од сите координатори да се заложат и тие закони да бидат ставени во работните тела, да се разгледуваат за да може да се врата на пленарната седница и да носиме одлуки. Секако во меѓувреме дојде и прашањето за разрешување на членови на влада и именување на нови. Тоа разрешувањето го завршивме во петок, на истата седница следна точка беше именувањето на нови, именувањето ќе се разгледува во текот на денешниот ден. Очекувам дека до крајот на денот ќе се донесе одлука за именување на нови министри во владата. Имајќи ги преди случувањето околу Алијанса на албанците, стабилно ли е водачкото мнозинство? Да, тоа се виде и на гласањето за разрешување, значи
Кога веќе спомнувате Алијанса за албанците, во овој момент имам информација дека од 8 вкупно пратеници на пратеничката група на Алијанса за албанците, 6 пратеници стрикно и директно ја поддржуваат оваа владеачка коалиција. Господин Митревски, најавивте уште минатата или предминатата недела, пред 10 дена можеби, дека изборите ќе ги распишете на 14 февруари. Рековте председателските избори ќе ги распишете на 14 февруари и оставивте една резерва, да речем, во однос на распишувањето на парламентарните избори. Кога ќе бидат распишани изборите? Значи, председателските избори ќе бидат распишени на 14 февруари, затоа што тоа е моја уставна обврска што произлегува од Уставот. Во Уставот пишува од 70 до 90 денот од одржувањето на избори. Фактички првиот круг на председателските избори 24 април, што значи 70 дена назад, тоа е 14 февруари, тога ќе бидат распишани председателските избори. Се уште не сум донел одлука дали во исти ден ќе се распишат и редовните парламентарни избори. Правам некои консултации со службите во собранието, ако нема и пречка, зашто тој не би го направил и во истиот ден. Во однос на член на Државната изборна комисија, до каде се тие разговори, дали може да се очекува да добиеме нов член на Државната изборна комисија, секако до распишувањето на изборите нема можност за тоа, но еве да речеме во следниот период. Видете, во движењето на работите ни собранието, велиме до распишувањето дека не може, ама можеби и да дојде до изгласување ако се постигне консензус помеѓу сите пратенички групи, односно политички партии. Имав предлог, моментално работата е закочена на Комисијата за избори и именување, каде што има два предлози. Мојот предлог беше двата предлози да дојдат до пленарната седница, да се разгледува на пленарната седница, да се отвори дискусија и да се затвори дискусијата до моментот на одлучување, односно до гласање, затоа што избор на член на Државната изборна комисија се врши со двотретинско мнозинство, треба 80 пратеници. Ако сум информиран, ако добијам информација дека е обезбедено двотретинско мнозинство за еден од членовите, тогаш предлогот би го ставил на гласање за да го обезбедим и последниот член во Државната изборна комисија. Исто горливо прашање кој што е врзано со изборите е и изборниот законник, односно стана веќе прашање. Изборниот законник во согласност со измените, во согласност со забелешките на ОПСЕ ОДИХР. Што е со овие измени? Значи, знаете дека изборниот законник се менува со консензус. Очекувам да се постигне консензус помеѓу сите пратенички групи. Имам информации дека се водат преговори, дека се блиску до консензус, посебно во делот на препораките на ОПСЕ ОДИХР не сум слушнал до сега дека има било какви забелешки. Сигурно таму се отворат и други прашања за кои што се чека да се обезбеди консензус. Очекувам од пратеничките групи да дадат предлог за измени на изборниот законник, барем таму каде што имаат консензус, барем тоа да бидат забелешките на ОПСЕ ОДИХР да бидат ставени во предложениот изборен законник, кога ќе го добијам како текст потпишан од сите координатори на пратенички групи, што би значило, значи потписот на сите координатори значи обезбеден консензус, тогаш веднаш тој предлог би го ставил на наредна седница за да може да се изгласа до денот на одржување на изборите. Иако препораките на ОПСЕ ОДИХР се врзани со датуми кога би требало да се донесат измени на изборниот законник, меѓутоа имајќи ја праксата од претходните изборни циклуси или измените на изборниот законник во претходните изборни циклуси, каде што на пример во 2020 сме имале измени на изборниот законник на самиот ден на распуштање на собранието, така да кога и да дојде предлогот ќе го ставам веднаш да се разгледа на собрание, на седница на собрание за да се донесе конечна одлука. Господин Џафери минатата недела рече дека доколку до оваа недела не постигнат политичките партии консензус, владата ќе достави свој предлог врз основа на драфтот од Министерството за правда. Очекувате ли тоа брзо да се реши или сепак ќе дојдеме во ситуација владата да предложи измени на изборниот? Видете, колку што имам информации, драфтот од Министерството за правда е доставен до пратеничките групи, односно до координаторите на пратенички групи. И врз основа на тој драфт, дека и врз основа на тој текст, па и врз основа на предлози од кои што произлегуваат од службите во Државната изборна комисија, дека тука ќе се постигне консензус. Впрочем, целта на измена на изборен законник е обезбедување консензус и тоа да биде со потписот сите координатори на пратенички групи. Господин Митревски, со каков интензитет ќе работи собранието до изборите? Практично неофицијално секогаш, неофицијално се извинувам, ќе го повлечам овој избор, сакам да кажам неформално, престанувањето на работата на собранието во случај кога имаме редовни избори, тоа е
да речем, пред самиот почеток на изборната кампања, немаме класично распуштање на парламентот. Каква ќе биде динамиката на работата на собранието, до кога се планира претениците реално да работат и да доаѓаат и да свикувате седници? Значи, собранието во следниот период ќе работи со полн капацитет, ќе работиме, како што споменав, со се што е пристигнато кај нас како материјал и со се што исполнато деловничка можност да може да го работиме во пленарната сала, односно на пленарна седница. Се што ќе дојде, ќе биде ставено и за се ќе расправа собранието. Дали конечно ќе се успее сите материјали да поминат низ фазите, односно низ работните тела, за да може да работи пленарната сала или пленарната седница или собранието да одлучува, не можам да гарантирам, да тврдам што ќе се случи, меѓутоа можам да потврдам уште еднаш дека ќе направам максимум како председател да разговарам со сите пратенички групи за да може се што е во интерес на граѓаните помине до крајот на мандатот на овој парламентарен состав. Прашавте до кога би работело собранието, да, таа е една демократска пракса дека до отпочнување на кампања собранието треба да работи, односно не во периодот на кампања, за да не дојде до така наречена злоупотреба на говорницата во изборна кампања. Секако, ова се редовни парламентарни избори кои што се одржуваат прв пат после 16 години, што значи овој состав парламентарен може да работи со полн капацитет до изборот на нов. Но ќе работиме до денот на почнување на кампања, тоа фактички се првите денови на месец април и да гледаме сите работи кои што може да ги завршиме до тогаш. Не дај Боже да не дојде до некои вонредни околности за да треба да се свика собранието за да носи било какви одлуки. Да. Споменавте како последно прашање за ова интервју, споменавте доколку не ги распишете парламентарните избори на 14 февруари, кога би ги распишале? Секако би ги почитувал уставните рокови, тоа е 70 дена од денот на одржување на редовните парламентарни избори, тоа 8 мај. Да, благодарам. Благодарам вас.